Почитуван Ѓоко Танасковски, директор на Царинската управа на Република Македонија, почитувана Сања Лукаровска, директор на Управата за јавни приходи на Република Македонија, почитувани членки на стопанските комори, почитувани представници на институциите во Република Македонија, бизнисмени, учесници на работниот појадок, почитувани медиуми. Мислам дека сите ги поздравив. Чест ми е да денеска го отварам овај собир, што некако е традиционално поставен во изминативе 10 на 15 години од нашето работење, затоа што слободно можам да кажам, вие тоа го чувствувате, а штом вие го чувствувате, ние мора да го реализираме, дека најзначајните партнери во државата на бизнисот и на членките на Стопанската комора на Македонија се токму Управата за јавни приходи и Царинската управа на Република Македонија. Тоа се институциите со кои што ние секојдневно соработуваме, а вие се среќавате со проблеми или па со убави работи и решенија во текот на вашето работење. Можам да кажам дека во целиот тој континуиран период, од кога ги негуваме овие и ваквите средби, ние можеме да кажеме за соработката само пофални зборови и мислам дека со директорите кои што денес се присутни, таа работа ја продолжуваме во континуитет и дека така ќе биде и во наредниот период. Со тоа ве поттикнувам уште повеќе да го насочите своето внимание према тие две важни институции во државата, со оглед на тоа да тие се двигател и моторот на економските активности и просперитет на нашата држава, а сигурно и ваш партнер со кој што најмногу можете да соработувате и со кој најмногу може да ги остварите своите цели и развојни компоненти и во земјата и надвор од неа. Би упатил повик тие да представуваат партнери на нашето работење, не никако институции од кои што ние треба да се плашиме, кои што треба да ги имаме како резерва, него институции кои што партнерски настапуваат према нас и допринесуваат за подобри резултати на бизнисот во Република Македонија. Стопанската комора на Македонија во континуитет на своето делување ја критикувала администрацијата. И администрацијата во Македонија е за критика. Покрај нејзината бројност, неефикасност, нестручност, партизираност и така натаму, сите тие биле состојби на некаква перманентна анализа на членките на Стопанската комора и на Стопанската комора како институција, и ние тоа ќе продолжиме да го правиме. Тоа не значи дека сите тие не чинат, и тука има вистински професионалци, луѓе кои што имаат искуство огромно, кои што можат да помогнат и кои што се позитивно поставени во однос на бизнисот. Меѓутоа, морам да кажам дека овие две институции некако најлесно се прилагодуваат на меѓународната регулатива, на директивите на Европската Унија, ги прифаќаат сите модерни алатки на работењето и со тоа представуваат некако институции кои што можат да се одвојат од севкупните оценки кои што ги даваме негативни за работењето на администрацијата. Сега последната влада, конечно, од устата на премиерот, на вице-премиерот, на министерот за финансии јавно признава дека е тоа така. Тоа не беше така. Долги години имавме различити погледи околу тоа прашање. Она што ние сакаме да го имаме е начинот на нашето размислување да биде што поблизок до нивното размислување на администрацијата. Тоа значи брзината. Ако за нас брзината е значајна работа за остварување на профитот и доблест на нашето работење, кај администрацијата тоа е скороста. Тука мора да работиме во наредниот период да тоа се направи, да таа паралела се приближи што повеќе, а посебно место во таа работа има токму овие две важни институции, затоа што импликациите финансиски тука најбрзо се одразуваат. Денешниот настан кој го организираме на вака еден понеформален начин е токму во таа насока да ги презентираме резултатите од истражувањата што ги направивме што го спроведе Стопанската комора на Македонија во функција на оваа средба. Значи, ние го напуштивме она што порано го правевме, да оценките ги носиме на база на
тој што го сретнавме додека доаѓавме на работниот појадок, па ни рече вака или така, него сега имаме истражувања, врз база на тие истражувања даваме оценки, градиме политики и така натаму, така да не може да се доведи во прашање констатациите што ги изнесуваме и предлозите што ги даваме за подобрување на ситуацијата. Ефикасно спроведување на царинските процедури во прекуграничното движење на стоки, адекватно спроведување на даночната политика како клучни фактори што влијат на конкурентноста на македонската економија во меѓународните рамки. Анкетното истражување ќе го слушнеме, така е предвидено, така да јас нема потреба да ги потенцирам овие, ќе ги прескокнам констатации што се тука даени, исто и за царинските постапки, така да све што е потребно внимателно да се слушаме. Денеска она што не ни е јасно, тука се компетентни луѓе што можат да ни одговорат и да се насочиме во тој правец. Уведен сум дека резултатите од спроведените анкети ќе представуваат основ за градење на заеднички ставови, тоа го повторив, за таа цел во денешниот ден ќе имаме тоа презентација на тоа истражување, но претходно имаме една убава обврска, го користиме овај настан затоа што ги спојуваме на станите за да не ве малтретираме со доаѓања сите значајни обврски, да ги доделиме наградите и другите признанија на Стопанската комора за 2017 година. Тоа е наша традиционална активност, да ги истакнеме најдобрите компании во Република Македонија, членки на Стопанската комора во овој период, а на господата им се извинувам што малку ќе одземеме време, али на таков начин ќе ги видите и оние кои што се на врвот на пирамидата на работењето во бизнисот во Македонија, и мислам дека е тоа значајно затоа што и така го искомбиниравме. Почитуван председателе на Стопанската комора господин Азевски, почитувани присутни дами и господа. Основна цел на управата за јавни приходи и она кон кое што се стремиме е обезбедување на висок квалитет на услуги за даночните обврзници, поедноставени даночни постапки за навремено и точно исполнување на обврските и праведно и ефикасно собирање на даноците и на другите јавни давачки. За остварување на нашата цел го зајакнуваме административниот капацитет и ги подигнуваме квалитативните стандарди во работењето. Започнавме да внесуваме нова клима во работењето на даночната администрација, која подразбира квалитетно и транспарентно работење и одговорност за резултатите. Една од основните цели на управата за јавни приходи е и етаблирање на меѓународни рамки, како и размена на податоци и искуства на меѓународно ниво. На овој начин очекуваме да го забрзаме процесот на модернизација во нашата институција и да се изедначиме со европските практики. Во насока на намалување на административниот товар на даночните обврзници и на УЈП, како и унапредување и олеснување на начинот на плаќање на персоналниот данок на доход, се донесоа измени на Законот за персоналниот данок на доход согласно проектот на Управата за јавни приходи, поедноставување на процедурите за известување и плаќање на персонален данок на доход за физички лица, финансиран од ИПА фондовите. Од 1 јануари 2018 година, исплатувачите на приходите преку електронскиот систем на УЈП веќе доставуваат пресметки на аконтации на данокот на доход, кои што треба да ги платат при исплатата на приходите на граѓаните. Управата за јавни приходи врши контрола на точноста на пресметката на персоналниот данок на доход пред исплатата на приходот и генерира налози за плаќање на данокот по електронски пат и истите ги доставува до носителите на платниот промет. Со оваа процедура се овозможи за фирмите исплатувачи на приходи поедноставување и скратување на постапката за пресметка на персоналниот данок на доход, се поедностави и се скрати постапката за изготвување на налози на плаќање на данок и налози за исплата на нето приходите по лице, се елиминира можноста за настанување на грешки при уплатата на данокот и можноста за појава на непрокнижени или погрешно прокнижени уплати на данокот, се овозможи поедноставен начин на плаќање на персоналниот данок на доход преку скратување на времето на плаќање на даноците и се укина обврската за поднесување на годишните извештаи. Управата за јавни приходи во 2019 година за остварените приходи на граѓаните
во 2018 година ќе изготвува и доставува пополнета годишна даночна пријава. Обврската на граѓаните ќе биде само да ја потврдат или да ја коригираат истата. Со ваквиот начин на изготвување и доставување на пополнета годишна даночна пријава, најголема корист ќе имаат граѓаните, бидејќи истите ќе се ослободат од товарот за пополнување на пријавата и за незиното физичко доставување во даночните канцеларии на Управата за јавни приходи. Понатаму, со цел да се даде поддршка за развој на земјоделството, од 1 јануари 2018 година, лицата кои остваруваат приходи од продажба на сопствени земјоделски производи имаат право на враќање на платениот данок за остварените приходи од земјоделска дејност, доколку во текот на една календарска година тие приходи се помали од 1 милион денари. Во моментот се работи на текстот на подзаконскиот акт кој ќе го доуреди начинот, постапката и условите за враќање на платениот данок. Во делот на даночните реформи за 2019 година, УЈП во соработка со Министерството за финансии веќе работи на текстот за новиот закон за персонален данок на доход, кој ќе започне да се применува од 1 јануари 2019 година. Целта на измените во даночниот систем е обезбедување на поголема праведност во општеството со воведување на прогресивно оданочување, преку отворена дебата во следниот период со коморите и со сите останати страни, ќе направиме соодветни законски измени во интерес на граѓаните и во интерес на општеството. Започнати се и активности во делот на измена и дополнување на Законот за данокот над додадена вредност, во делот на нашата реформа на владата на Република Македонија за враќање на 15% ДДВ кај граѓаните. Во рамки на Управата за јавни приходи функционира и модерен контакт центар, кој има за цел да обезбеди подобрување на наплатата и на доброволното исполнување на даночните обврски, зголемување на нивото на задоволство на обврзниците, лесен и едноставен пристап до даночни информации, намалување на потребата од директен контакт со вработените и посета на канцелариите на УЈП. Преку модерниот контакт центар на УЈП се обезбедува подобрување на услугите кон даночните обврзници преку услугата Закажи средба, Информа, Мој профил, пријави неправилности, електронско сандаче, приемни шалтери, канцеларии за средби, инфоцентар и мобилни даночни шалтери. Услугата Закажи средба е услуга која овозможува секој даночен обврзник да закаже термин за остварување на средба со даночен агент во Управата за јавни приходи, регионална дирекција Скопје, во време кое нему му одговара, а со цел консултација за специфични даночни прашања. Од 1 мај 2018 година оваа услуга ќе се однесува за обврзниците која што ги менаџира регионалната дирекција Скопје, а понатаму ќе се воведе и на ниво на целата држава. Услугата Информа е база на знаење, а всушност е архива на даночни прашања и одговори, која е достапна и за вработените и за даночните обврзници, содржана на веб страницата на контакт центарот. Системот на чекање е наменет за даночни обврзници кои поднесуваат поднесоци во хартиена форма и за обврзници кои имаат потреба да остварат средба и контакт со даночни службеници во контакт центарот и во регионалната дирекција Скопје. Управата за јавни приходи започна со имплементација на проектот за развој и реинженеринг на работните процеси со цел воведување на нов интегриран даночен IT систем. Со воведување на новиот интегриран IT систем ќе се обединат сите работни процеси во Управата за јавни приходи. Системот ќе овозможи целосна електронска комуникација и размена на податоци со институциите во Република Македонија и во меѓународни рамки со членките на Европската Унија преку нејзините органи и организации. Имплементацијата на новиот даночен интегриран IT систем е во насока на подготовка на институцијата и исполнување на условите за влез на Република Македонија во Европското семејство. Од аспект на борба против неплаќачите на данок, во изминатиот период УЈП спроведе акцијски контроли согласно Законот за регистрирање на готовинските плаќања ширум Републиката. Примарната улога на овие контроли е поттикнување на доброволната усогласеност на обврзниците со даночните закони
Истото се постигнува преку подсетување на даночните обврзници на ризиците од неисполнувањето на даночните обврски, како и преку зацврстување на довербата на пошироката заедница во работата на управата. Донесен е годишен календарник за планирање и насочување на надворешните контроли за 2018 и по однос на истиот се изготвува автоматска листа на ризични даночни обврзници. Се врши споредување на листите на ризичните даночни обврзници со другите расположливи податоци, кои како што се прометот преку GPRS-от, бројот на издадени фискални сметки, број на сторни фискални сметки и слично, се она што е значено од аспект на фискализацијата, при што се врши рангирање на даночните обврзници според степенот на ризичноста и се изготвува предлог листа на даночни обврзници за надворешна контрола. Со последните измени и дополни во делот на Законот за регистрирање на готовински плаќања се овозможи олеснување во делот на казнената политика во случај кога УЈП ќе изрече глоба за непоседување на фискален апарат на даночниот обврзник, му се овозможува да продолжи со работа пред истегот на времената забрана за вршење на дејност, само доколку набави фискален апарат и претходно поднесе барање до УЈП со прилог доказ за набавениот фискален апарат и платената глоба. Кога УЈП ќе изрече забрана за вршење на дејност во деловната просторија поради неиздавање на фискални сметки за извршениот промет или извршената услуга, на даночниот обврзник му се овозможува да продолжи со работа пред истекот на времената забрана ако ја плати глобата. Ако обврзникот ја плати глобата за време на траење на изречената забрана за вршење на дејност, треба да поднесе барање до УЈП и да приложи доказ за платената глоба. Измените во овој закон, како и реализацијата на едукативните посети пред контролите за фискализација, за жал, не се покажаа како ефективни. Напротив, истите се злоупотребуваат од страна на обврзниците. Покрај тоа што еден обврзник е парично санкциониран, веќе од наредниот ден повторно не ја почитува обврската која што му следува согласно закон. Од таа причина, Управата за јавни приходи ќе предложи соодветни нови законски измени, за да се допринесе за поголема свесност и совесност кај обврзниците, бидејќи ако објектот е затворен, не само што обврзникот ќе го изгуби прометот, односно добивката која би ја остварил, туку и авторитетот кој го ужива пред сопствената фела, така и пред своите клиенти и деловни партнери. А ние како УЈП ќе треба да делуваме превентивно во форма на предупредување спрема сите правни субјекти. Управата за јавни приходи е вклучена и во работна група за подготовка на стратегијата за формализирање на неформалната економија во Република Македонија 2018-2022. Оваа стратегија е усвоена и од страна на владата на Република Македонија во месец март 2018 година. Општа цел на стратегијата е креирање на сеопфатен и конзистентен систем за ефикасно намалување на неформално вработените, нерегистрираните деловни субјекти и неформалните активности во рамките на формалната економија. Во реализацијата на целите и исходите на стратегијата вклучени се и Министерството за економија, Министерството за финансии, кабинетот на заменик председателот на владата задолжен за економски прашања, државните инспекторати, Царинската управа на Република Македонија, Управата за финансиска полиција, Државниот завод за статистика и слично. Значајна улога имаат и економско-социјалниот совет и локалните економско-социјални совети, заедницата на единиците на локалната самоуправа и локалните инспекторати. Од страна на УЈП како представник во оваа стратегија, согласно задолженијата, треба да се изготви план акционен за реализација на целите од стратегијата од надлежност на Управата за јавни приходи. Во 2018 година Министерството за финансии и Управата за јавни приходи во координација со представници од Народната банка на Република Македонија формира работно тело за подготовка на стратегија за намалување на готовинскиот промет. Стратегијата има за цел на краток, среден и долг рок
да влие кон подобрување на условите на граѓаните. Дигитализација на готовинскиот промет, но треба истиот и да се одействува и да биде поблизок и кон институциите, конкретно за УЈП, за да се овозможи развивање и имплементирање на сите мерки кои се со пропишани рокови за имплементација. По таа причина е важно граѓаните кои се во работен однос кај правните лица и кои примаат плата, а нивното право и обврска е злоупотребено и искористено од страна на собствениците на фирмите, истото да е заштитено во целост и да се санкционира од надлежните институции. Исто така, Управата за јавни приходи изготви и акционен план за фискализација преку кој Министерството за финансии и Управата за јавни приходи заеднички го заокружуваме процесот на фискализација на едно повисоко ниво, кој има за цел да допринесе одржување на готовината во оптек како средство за плаќање на добрата и услугите во економијата и дејностите и реално прикажување на прометот преку фискалниот систем на опрема. Во моментов во УЈП се тестира софтвер за евалуација на ризици, кој представува сет на софтверски имплементирани правила врз основа на кои се генерира листа на ризични обврзници за контрола. Софтверот е донација од Австриската агенција за развој. Со цел усогласување на учесниците во дигиталната економија, имајќи ги во предвид забрзаниот развој на дигиталната економија, Генералниот даночен инспекторат при Управата за јавни приходи спроведе неколку пилот проекти кои резултираат со измена на Законот за персонален данок на доход кој стапи на сила на 1.1.2018 година. Со наведените законски измени за прв пат во даночната регулатива се третираат учесниците во оваа економија. Во наредниот период ќе има и соодветни новини и во спроведувањето на Законот за игрите на среќа и на забавните игри. Управата за јавни приходи е отворена институција и за предлози и за поплаки, но и за пофалби и сугестии, а тоа се потврдува и со редовното присуство и активно учество на вака организирани настани. Во нашите канцеларии секојдневно доаѓаат обврзници и секојдневно и писмено одговараме за даночните дилеми што ги имаат физичките и правните лица. Сите вработени во УЈП имаат за цел издигнување на управата во една модерна организација која ќе биде препознатлива според најдобрите практики и стандардите за квалитет. Чест и задоволство ми е што сум дел од овој настан и што ќе имам прилика да слушнам дел од размислувањата на присутните, кои размислувања ќе бидат подстрек за идните чекори на даночната управа. Ви благодарам на вниманието. Членките на комората се наши драги соработници и Царинската управа преку советодавното тело настојува секоја нова одлука, активност, упатство да биде спроведено преку добиено мислење од страна на комората и нејзините членки. Олеснувањето на трговијата се јави како клучен фактор за ефикасноста на меѓународната трговија и економскиот развој на земјите. Ова се должи на нејзиното влијание врз конкурентноста и интеграцијата на пазарот и неговото зголемено значење во привлекувањето на директните странски инвестиции. Во текот на последната деценија, олеснувањето на трговијата стана важно во меѓународната политичка агенда што кулминираше со склучувањето на договорот за олеснување на трговијата во Светската трговска организација. Примарна цел за олеснувањето на трговијата е да се овозможи извозот и увозот да се врши побрзо и поевтино, а истовремено да се обезбеди поголема безбедност и сигурност на меѓународната трговија. Во основа станува збор за поедноставување и усогласување на формалностите, процедурите и поврзаната размена на информации и документи помеѓу различни партнери во синџирот на снабдување. Во оваа прилика би сакал со вас да споделам неколку аспекти на улогата на Царинската управа во олеснувањето и забрзувањето на трговијата. И покрај тоа што во изминатиот период е направен значителен напредок во укинување на царините и понатаму постојат пречки за слободно движење на стоките. Секогаш, кога има застој на граница
прва помисла е дека тоа представува вина на царината. Без оглед на тоа дали е застојот предизвикан од страна на полиција или агенциите што се присутни на граница, како што се ветеринарна или фитосанитарна служба. Од таа причина, царината ја презеде водечката улога во олеснувањето и забрзувањето на трговијата и во оваа прилика сакам да ве информирам за она што е направено во изминатиот период од наша страна и што планираме да направиме во наредниот период. Накратко за она што Царинската управа го направи во изминатиот период во поглед на олеснување на трговијата. Нов начин на царинење на брзите пратки преку воведување на информации пред пристигнување и значително скратување на времето на царинење на брзите пратки. Продолжено работно време и работно време во сабота. Значително подобрување на системот на изрекување на мандатни казни и воведување на правичност во системот на драконско казнување. Подобрување и поедноставување на условите за добивање на одобрение за увоз за облагородување и решавање на системот со текстилниот отпад. Во однос на олеснувањето на трговијата, сакам да ви информирам дека согласно годишниот извештај за работа на Царинската управа за 2017 година, поедноставените царински постапки имаат значително учество во царинското работење, што им овозможува на фирмите да можат директно од граница стоката да им пристига во нивните погони или обратно од погоните да можат да бидат испратени на граница. Учеството на поедноставените постапки во вкупните извозни и увозни постапки изнесува 28%. При тоа, поедноставените постапки во извозот учествуваат со 44%, а во увозот со 20%. Наши клучни приоритети и активности во наредниот период ќе ни бидат следниве. Во моментов е започната процедура во која предложивме измени и дополнување на Царинскиот закон, со кој целосно ќе се усогласат одредбите што се однесуваат на воведување на концептот на овластени економски оператори. Добивањето статус на овластен економски оператор е од големо значење за компаниите, затоа што со статусот на овластен економски оператор, компаниите ќе имаат помалку безбедносни и технички контроли, ќе бидат признаени како доверливи партнери во царинското работење, ќе добијат приоритетен третман при царинење и механизми за континуитет на деловното работење. Односно, доколку една македонска компанија имат статус на меѓународно признат овластен економски оператор, при извозот на стоки во било која земја на ЦЕФТА ќе има третман на домашна компанија, како компаниите на земјата домаќи. Истиот третман ќе го имаат и овластените економски оператори при увозот во Република Македонија. Ова ќе биде големо олеснување за компаниите и затоа Царинската управа постојано ќе ги охрабрува македонските компании да се здобијат со ваков статус. Исто така би сакал да ви информирам дека во процес на подготовка е нов закон за акцизите. Во врска со донесувањето на овој закон остваривме неколку средби со засегнати економски оператори со цел да ги слушнеме и нивните барања и предлози да излеземе во пресред онаму каде што е возможно. При тоа сакам да напоменам дека имаме уште преостанати групации кои што се засегнати од законот за акцизи и тие средби ќе бидат реализирани во наредниот период. И законот за акцизи е во голема мера усогласен со директивите на Европската Унија и ги опфаќа најдобрите практики и процедури од повеќе земји членки во насока на поголема контрола и следење на акцизните производи на целото подрачје на Република Македонија, како и нов начин на пресметка на акцизите при увозот на енергенци. Во согласно со програмата и приоритетите на владата на Република Македонија за релаксирање на казнената политика, Царинската управа во соработка со Министерството за финансии изготви предлози за измена на одредбите на Законот за Царинска управа и Царинскиот закон во насока на создавање на унифицирана правична постапка за пропорционално изрекување на глобите соодветно на тежината на сторениот прекршок. Овие два предлози за измена на законите треба да придонесат за олеснување на работата на фирмите и намалување на висината на казните.
односно со предложените измени за неколку пати се намалуваат износите на така наречени мандатни казни, се воведува можноста за поголемо право на жалба од страна на фирмите и спојување на повеќе казни во една. Она што во моментов сме најповеќе фокусирани е овозможување на долго очекуваното безхартиено царинење, што ќе го постигнеме со системот за обработка на царински декларации и акцизни документи, кој е во финална фаза на имплементирање. Со воведувањето на системот на обработка на царински декларации и акцизни документи ќе се поврзат сите системи во една интегрална целина и ќе се воведе електронска царинска декларација за сите царински постапки и електронско поднесување и обработка на акцизните документи. Но она што е значајно за компаниите е тоа што со овој систем ќе обезбедиме намалени трошоци на трговските трансакции, олеснето спроведување на договорите за слободна трговија, подобро управување и контрола. Ова, меѓу другото, ќе резултира и во поуспешна наплата на приходи, по рационално искористување на ресурсите и по ефикасна меѓународна размена во која трговците електронски ќе ги разменуваат информациите со царината и останатите агенции и учесници во царинската постапка. Овој систем ќе започне да се тестира во јуни оваа година и во оваа прилика би сакал да ве повикам за учество во процесот на тестирање. А Царинската управа наскоро ќе организира и посебна средба за промовирање на новиот систем за електронска обработка на царински декларации. Како што споменав и претходно, во рамките на Националниот комитет за олеснување на трговијата и во соработка со Меѓународната финансиска корпорација на Светската банка изработена е студија за укинување на нецарински бариери. Голем број од дозволите што беа потребни на граница во скоро време нема да бидат потребни на граница, со што значително ќе се забрза и олесни царинското работење. Тоа подразбира и воведување на нов начин на поднесување на барањата во ексим системот. Нашите напори ќе ги насочиме и кон формирање заеднички тимови за контрола на граничните премини со цел олеснување на протокот на стоката на границите. Ваквиот вид на контроли представуваат голема поволност за забрзување и олеснувањето на движењето преку државната граница. Ова е едно од можните решенија за значително забрзување за завршување на граничните формалности. Најблиску до реализација на овој проект е со Србија и тоа на граничните премини Табановце автопат и Табановце железница. Вакви активности се предвидени и со Албанија и со Косово. Со воведување на ваквиот концепт значително ќе се намали времето и трошоците за спроведување на граничните формалности, со што ќе се забрза и поедностави протокот на патници, стоки и превозни средства. Ова се само дел од активностите за кои работиме со цел на олеснување и забрзување на трговијата. Со залагањето на царинските службеници и со поддршка на нашите соработници, партнери, клиенти и колеги од странските царински организации, продолжуваме со големи амбиции да ги оствариме нашите стратешки цели, да бидеме водечка царинска управа во регионот, која ќе биде целосно усогласена со стандардите на Европска Унија, да ја модернизираме царинската служба, да ги развиеме IT капацитетите, да ги подобриме условите за работа, да ги унапредиме човечките ресурси и да одржиме високи стандарди за интегритет на вработените. Сосема на крај, ве уверувам дека Царинската управа на Република Македонија ќе продолжи со мерките за подобрување на деловната клима и зголемување на конкурентската способност на нашите компании со несмален интензитет, а сето тоа во согласност со потребите на националната економија и најдобрите искуства на други земји и препораките на меѓународните институции. Во таа насока, уште еднаш би сакал да ве повикам сите вас за активно учество и поддршка во процесот на реформи и подобрување на условите за царинско и надворешно трговско работење и убеден сум дека соработката со Стопанската комора ќе биде продлабочена и интензивирана во периодот што следи. Ви благодарам.